Добро вечер, драги гледачи. Јас сум Стефан Крстевски, а вие гледате Fame Code. Вечерашниот гостин не е по случаен избор тука. Тој е уникатен, екстравагантен, специфичен, но секогаш свој. Тој докажува и покажува дека бариерите и границите не постојат, дека Македонија не е финалната целина, дека светот е во нашите раце, доколку тоа навистина го посакуваме, сакаме и замислуваме. Многумина не го сакаат, не го почитуваат и не го сваќаат, бидејќи тој е навистина пред своето време, но тие што го сакаат неизмерно, со голема количина на љубов и поддршка. Кога ќе кажам King of Sparkle, одма ќе ви стане јасно за кого зборувам. Вечерва со мене еден и единствен Златко JZJ. Златко, ти посакам добре дојде, кажи ми како си вечерва, како ти се допаѓа амбиентот и да ти се заблагодарам што токму ти си мојот прв гостин во мојата емисија. Добро вечер и од мене, на тебе и на вашите гледачи. Од друга страна морам да кажем, фала ти многу на поканата и ја ти посакувам уште многу famous и уште попопуларни, поголеми луѓе од мене у твојата емисија, светски луѓе, заради тоа што тоа ти го заслужуваш. Од друга страна, од твојата најава стоеше дека мене многу ми да има што ме обожава, а еден од нив е и Hype МК и Hype на Балканот, така да многу љубов и од мене за Hype. Мислам дека нашата љубов е обострана. И пак ќе кажам, ја ти посакувам и на тебе многу прегледи и многу успех у твојата нова емисија. Ти благодарам, Златко. Морам да те пофалам дека вечерва, како и секогаш, изгледаш прекрасно. Кажи ми, што носиш, дали можеби тоа некое твое парче, дали го, ако е твое, го креираше специјално за оваа прилика или можеби стоеше таму некаде во твојот плакат, па чекаше во твојата архива, па чекаше посебна прилика да го искористиш? Ја морам да ти кажам дека моментално се наоѓам у сезона кој што мене главата ми бучи и сум огромен хаос од клиенти, матурски фустани, свечани фустани и венчанице и затоа секогаш за мене и за мојот бренд на приоритет клиентите и секогаш јас сум оној секундарниот, иако тоа така на камера не изгледа или ако ќе излезем на ревија, па затоа морам да кажем дека сега пошто се они приоритет, ова беше парче од мојата архива, но малку по-друго искомбинирано специјално за твојата емисија, за да светкам сјаем заради тоа што твојата емисија тоа и го заслужува. Ти благодарам, Златко. Кажи ми кажа, потенцираше дека периодов ти е малку фул, па колку време останува за тебе на крајот од денот да се посветиш? Дали имаш време онака да се посветиш на себе си? Ја мислим дека од периодот април до септември нема никакво време за мене, заради тоа што тој период јас сум се посветил и се посветувам само на клиентите на работата у ателје. Од друга страна, оние кои што знае, оние кои што не знаат дека ја функционирам со ателјето и у Тетово и у Скопје и понекогаш знае да биде напорно да имаш ти клиенти и у Тетово и у Скопје на две места, од друга страна сите тие треба креацијата да ги собереш на еден куп за да ги вратиш у работилница, па истите да се финишираат, да се доработа и да се коригира према желбите и потребите на клиентот, така да цел тој процес јас сум посветен само на работата, но за разлика пак после септември гледам да избегам од Македонија, да путувам колку што можем, да го поминем моето слободно време у путување и истражување нови работи и тогаш гледам да имам моите пословни ангажмани, ревии и слично надвор од Македонија, заради тоа што пак ќе кажем овој период не можем да шетам, не можем да излезем од Македонија поради обврските у ателје, но од септември таму до кај февруар, март мене ми малку по-слободно и полабаво. Златко, дали ти се случило никогаш да доживееш burn-out, од прекумерна работа, да речеш преку глава ми од се, сакам малку време за мене? Ја мислим дека секој што ќе ти каже дека не доживел burn-out, сигурно не бил многу вреден и сигурно не бил многу посветен. Аз сметам дека еден човек што е како мене многу посветен и многу вреден на својата работа и некој кој што е контрол фрик за да постигне све и за да гледа на се, за да има контрола и слично, мора да има, ајде ќе зборим за мене, нема да зборим општо, сум имал burn-out, ама мислим дека мене ми треба само едно ладно кафе, прозор отворен со свеж воздух и како се вика, или можеби спиење од добри 8 до 9 сата, зашто ја иначе спием многу малку, спием од 4 до 5, максимум 6 сата, и мислим дека утре дента кој ќе се разбудим, сваќам дека тоа што сум го помислил вечерта или вчерата, тој burn-out ми бил само една кратка ситуација, дека животот продолжува понатаму и дека мора да продолжиме да бидеме вредни и упорни
страни, заради тоа што премногу имам досега достигнато, а овој не е мојот лимит и планирам да постигнем уште многу повеќе, и така да не може све тоа позади да падне у вода, а од друга страна стварно се поминува сати и време и денови со везење, шиење, да ги направам моите клиенти среќни, и кој ќе видиш една дама пресреќена со нејзината венчаница или фустан за матура или што год на некој ден што неа многу изначи, кога она ќе те гушне или ќе ми даде, не знам, чоколадо или ќе ми донесе некаков поклон од типот на нешто што е символично, или на пример ќе ми пише огромна порака од знак на благодарност, тоа ми дава еден ветер у леѓа и крилата ми ги шире уште повеќе, заради тоа што моите клиенти сепак се задоволни и јас сум ги направил среќни, а сите ние што сме на овој свет треба да ги направиме сите околу нас среќни, а ако не можеме сите, бар некој да, најбитно е да не правиме некој не несреќен. Златко кажа дека сакаш да патуваш кога имаш слободно време, па кои се твои некои омилени дестинации? Ја Монако не го менјам за ништо, Монако е моето омилено, јас се надевам дека еден ден ќе имам толку многу милиони за да можем да си дозволим апартман у Монако да си купим и тамо да се пензионирам и од тамо да функционирам, да работам низ светот со ревие, со креација и слично, но моите пензионерски денови си ги гледам у Монако, да сум фул ботоксиран со свилен комплет, со некое големо рунтаво куќе до мене и да уживам у како се вика, у тоа француската ривиера. Од друга страна сметам дека Монако е кралство и јас се надевам дека до тогаш ќе станем куќен пријател со кралството, како би дизајнирал само за нив, за да не се оправам со сите клиенти тековни, заради тоа што сигурно до тогаш живци ќе немам. А зашто баш толку многу се залюби во Монако? Заради тоа што се оно што ја го гледам на социјалните мрежи или се оно што го гледам ја на филми, што сум сметал дека постои само на филми, дека таквите личности што се ултра богати, ултра успешни, ултра среќни, премногу дотерани, дека секој си живи свој живот и не гледаш другиот што го интересира, од друга страна тој свет тамо не живи минимал све, да е чисто, да не, они се тамо накитени со диаманти, со злато, се вози Rolls Royce, а ако луѓето имаат да потрошат, трошат, ако луѓето имаат да си купат private jet, си купуваат, така да се оно што јас сум го гледал дека постои само на филм, кој сум бил у Монако, сум видел дека постои еден реален свет, таков кој што живи и функционира, и тамо никој не бира да биде скромен, никој не е лажно скромен, и јас сметам дека ја таму припаѓам, пак ќе кажам у пензионерските денови, само дај Боже да имам до тогаш многу милиони, иначе у Монако нема да ме прима, и тоа е нешто, и од друга страна тоа е многу мало место, ако не си бил ти препорачувам да идеш, верувам дека ќе се заљубиш, исто колку и мене, а од друга страна морам да кажам дека луѓите и вајбот кој што го шира на местата таму е преубав, и многу, од друга страна морам да кажам дека таму сум бил примен многу позитивно, заради тоа што во Монако сум бил досега 3 пати, 3 пута сум бил сам, и на сите 3 пута кога сум шетал низ Монако, кој сум се облела калвака, светка, во украсно, дотерано, фул, у JZJ, односно мој парчиња, сум добивал многу комплименти од сите поминувачи, од сите гости по рестораните, гостите у хотелите и слично, и сметам дека со многу од нив сум станал и не пријател, многу неопознаник, сум сменил некој контакт и смо се останали у контакт на Инстаграм или на WhatsApp. Да, се надевам дека ќе си исполни сонот дека еден ден ќе живееш таму. Дај Боже. Спомна ботокс. Кажи ми, во Македонија и на Балканот се уште е табу тема за машките луѓе да ставаат ботокс. Кој е твоето мислење? Ја не би се сложил со тебе, заради тоа што сметам дека можеби ако жените се сликаат за секој свој чекор за на социјалните мрежи, за на стори, за да дека они ставиле денеска филери, уста, не знам, ботокс и слично, сметам дека истото тоа го прави мужите, и вие кои ќе скролате на социјалните мрежи, па и ке нас, ќе видите дека многу мужи, јавни личности, политичари, бизнисмени и нејавни личности, него луѓе кои што сакаат само да изгледаат добро и кои што си паза на својот изглед, или тоа се луѓе што често иде у теретана, ќе сватите дека они имаат фул боток, заради тоа што нивното чело не мрда, или се гледа дека посетува некакви третмани, но од друга страна мушкиот свет у Македонија, па ајде може и у светот, ама ќе збориме за Македонија, тоа малку по-тивко го праe, по-скришно, не се слика кој става, заради тоа што се плаша дека ќе биде остудени од светот. Од друга страна, ја и се слажем со тоа, не значи дека секој што денеска стаил ботокс треба да се слика за настори дека стаил, но некој што е естета како мене, тоа знае да го примети. И јас со тоа немам апсолутно никаков проблем и сметам дека колку што има жените термини за ботокс, филери и слично, исто толку термини има и мужите, со тоа што само за жените
жените у јавноста повише се знае и жените повеќе тоа си го коментираа. Од друга страна, јас сум се нашол и у друштво кај што двајца тројца мужи имале ботокс стајано, но никој меѓу себе не си кажува заради тоа што тоа е нешто како јавна тајна и ја тоа го почитувам, не мислам дека треба да излеза и се докажа што си правеле и зошто правеле. А што мислиш за прекомерните филери, силикони, сега гледам стават истомачни, што се изобличуваат премногу? Ја не се слажем со тоа, заради тоа што сметам дека ако вие се навлечете на естетски такви процедури, мислам дека тоа више влага до психата да вие немате никогаш доста и вие никогаш да не сте среќни кои се гледате до огледало. Од друга страна сметам, ја немам ништо на мене праено освен што имам коса пресадена у Истанбул и треба да правам уште 2 пута. Јас сум решен дека тоа треба да го направам заради тоа што јас сум ТВ лице, некој што е популарен, некој што цело време на снимања и од друга некој кој што се слика за на Инстаграм и мене тоа ми смета. Не сум нашол уште прикладно време. Да се навратиме извини на твоето прашање, сметам дека ако они се такви среќни, јас со тоа немам проблем, но углавно вие да зборите со нив, сметам дека они и уште би направиле уште нешто и тоа би го надоградили, сметам после ида на топење на истите, па после повторно наставање и сметам дека е више тоа за психолошки проблем. Не мислам дека е тоа естетски, заради тоа што ако ти не си континуирано задоволен од себе, тоа е проблем до главата, не е проблем до физикусот. Сладко, сега да преминеме малку кон твоите почетоци. Дали се сеќаваш што е она што го дизајнираше прво? Дали можеби го чуваш тоа парче, дали можеби е продадено? Кога почна твојата љубов кон модата? Првата моја ревија била ревија у казино, кога јас сум имал 17 години. Тоа било многу давно, значи пред некој 13 години и морам да кажем дека тогаш моето прво парче облека била, односно мојата прва ревија била презентирана у казино и ревијата се викаше All About Diva и беше црна со златни детали. И ја тогаш не носев круна, не се декларирав себе си како крал, заради тоа што тогаш беа моите почетоци, а од друга страна после таа ревија мене ми донесе да ме вида у Ниш и ја после втората ревија имав у Ниш, а третата ревија повторно имав у Ниш заради тоа што на Ниш Fashion Week тогаш ја добив второ место у надпревар на балкански модни дизајнери и третата моја ревија повторно била таму заради тоа што бев, како се вика, гостин, односно ми беше поклонето учество на Ниш Fashion Week. После тоа заминав за Белград и така дале и така дале. А од друга страна морам да кажем дека мојата прва креација женска за клиент било за мојата сестра, кој ако не своите најблиски да ги облечеш или да експериментираш и некако се поврзувало тоа да своите и да не ти веруеле доволно, морале да ти веруваа заради тоа што ти би се наљутил у дадениот момент ако не ги облечеш. И знам дека мојата сестра беше старосватица, мојата братучетка беше невеста на низината свадба и знам дека тие два фустани биле мои први креации од моето ателје и нешто што било фул украсено со многу вес и ден денес кои ќе седнемо заедно, ќе ги прокоментирамо дека и тогаш се биле пред своето време и биле добро направени. Дали ги чуваш се уште? Можеби некој ден ќе идат во некој музеј. Дај Боже, јас често се смеем со моите клиенти дека секој што денеска ќе купи моја креација, утре не, ама можеби за 5 или за 10 години ако истата креација ја даде на лицитација, сигурно дека ќе стане милионер, зашто моето име ќе стане преголемо и они ќе имаа парче со етикета од JZJ и без Златко Јовановски, односно мојот бренд, а двете креации да се чува, едната е ке сестра ми дома, а другата е ке братучетка ми не се у моето ателје. Какви се твоите мислења за Скопје Fashion Week што се одржува моментално во Македонија? Мислам не моментално, него низ годините. Јас сум бил учесник на Скопје Fashion Week многу пута сум бил и гостин и морам да кажем дека порано имаше многу повеќе спонзори, имаше многу повеќе дизајнери, имаше многу побогата програма. Од друга страна сметам дека порано беше многу тоа помедиумски испратено. Ја од самите почетоци на Скопје Fashion Week сум бил дел од како учесник и како гостин. Секој ден сум се појавил у различни стајлинзи и јас знам дека често знам да си купев новини кои што утре дента излегле, ја да сум бил на истите новини на 2 насловни, на 3 насловни усредина и слично. За жал денеска тоа не се случува, не знам од кои причини. Исто што друго морам да додадем е дека на нашиот Скопски Fashion Week му фаќа богати луѓе, популарни луѓе и луѓе кои што сите
нешто имаат да кажа или да збора и сметам дека не знам дали им праќа или не, но мој совет е дека Скопје Fashion Week треба да им прати и покане на нашите политичари и сметам на нашите градоначалници, на нашите бизнисмени кои што имаа милиони, заради тоа што таквите личности у први ред ќе ни го даде хајпот, односно ќе даде нивото на настанот ќе биде на едно малку повисоко ниво, заради тоа што тие личности може да дојде во аутотарани, од друга страна има многу мислења и са прошетани и сметам дека нивното присуство таму ќе даде, пак ќе кажем, хајп на самиот настан. А ја задно бев и на Штип Fashion Days, кој што морам да кажем само пофални зборови за целата организација и слично. Ја таму бев како гостин, не како учесник, и морам да кажем дека браво и за она што го презентира ја на сцена и браво за она што се случуваше позади, односно продукциски. А Златко, кога си почнал со својата кариера, кој што сам кажа, си бил многу мал, односно малолетен, 16-17 години, дали тогаш се соочуваше со некои предизвици, како те прифатија фамилијата, општеството, твоите соученици, пријатели? Дали имаше поддршка? Ја морам да кажем дека можеби не сум имал поддршка од свите, но сум имал поддршка од правилните луѓе што можеле да биде у тој минут и у тој сегмент у мојот живот. Од друга страна, ја од дома сум си имал секогаш поддршка дека ја на секој наш заеднички ручек и на секоја наша заедничка славење, јас сум зборил дека еден ден ќе бидем звезда, дека еден ден ќе бидем светски, дека еден ден ја ќе идем на Paris Fashion Week и дека еден ден ја ќе ги облакам светските звезде. Нормално на моите дома тоа можеби не им било сватливо дадениот момент, заради тоа што не веруеле 100%, но од друга страна ме поддржале и ми рекле твојот живот ти како мислиш, но од друга страна за сите твои успеси ти ќе одговараш, но и за сите твои проблеми ти сам ќе одговараш и ти сам ќе си сносиш одговорност. И затоа усвари мене тоа можеби ме натерало да јас озрем многу порано, па на 18 години кога сум го отворил моето прво ателје, да си дадем за храброст да дадем на некому плата. Значи секој на 18 години можеби нема он примено плата, а ја на 18 години јас сум давал на некој плата. А од друга страна морам да кажем дека у моето школо имало професори кои што ме поддржаваа или не, се некои нив сметале дека ја тамо кој што правам ревија и изложбе, они на истото место прават, тоа не треба да биде така заради тоа што они се со искуство, јас сум као без искуство. Или например мене ми има многу повеќе по медиуми, а нив ги нема. Ама мене тоа не ме уназадило никако заради тоа што ја цврсто сум седел на моето видуење дека ја ако сакам тамо да идем, ако сакам тамо да учествувам, дека тоа ќе се деси. Од друга страна, ја многу често сум отсуствувал од школа поради тие мои ангажмани надвор од Македонија да учествувам за млади модни дизајнери у Ниш, како што кажав, или у Белград, или у Виена, и многу често ја не сум можел да донесам никакво конкретно оправдање, не сум сакал да лажам дека сум болен или слично, па затоа мојата класна, кој што овој пат ја поздравим, морам да кажем дека она увек ми давала ветер у леѓа и дека увек ми ги оправдувала сите тие частови заради тоа што била свесна дека ја идам надвор за да успеем и увек сум се враќал со некој специјален успех од надвор. Кажа дека секогаш кога си бил на фамилиарните ручеци си кажувал дека ќе бидам звезда, јас ќе бидам успешен. Дали веруваш дека манифестацијата е вистинска? Ја верувам многу у манифестирање, заради тоа што јас кога ќе затворим очи се гледам како звезда, се гледам како крал, се гледам под многу рефлектори, ама од друга страна постои нешто контрадикторно у мојот свет на тоа, е дека ја никогаш не кажувам однапред што сакам да се деси јавно, извини, не го кажувам тоа јавно и не го кажувам на глас, заради тоа што верувам у тие негативни гласови или негативна енергија, па да замислимо дека например ја денеска имам потпишано договор за Лондон Fashion Week, а на тебе сега у емисија тоа нема да ти го кажем, заради тоа што ќе се плашам дека нема да се оствари. Но од друга страна ја тоа ќе го ќутим додека не заминем и кога ќе заминем и кога ќе ми се деси тој Fashion Week или тој успех или таја звезда да го облече тоа, ја после ги пукнуем сите и се фалим ден и ноќ дека тоа се десило и дека тоа е многу голем успех. Така да ја сметам дека секој кој што се бави со некаква работа без разлика која е, дали он сака да биде космонаут, астронаут, дизајнер, фризер, шминкер или доктор, адвокат или шо год, сметам дека треба да манифестира, треба многу да веруе у себе, заради тоа што вербата у себе тебе може да те однесе многу подалеку и
вербата у себе, кога никој не верува у тебе, може да те однесе, да ти отвори врате кои што никогаш никој не може ниту да ги замисли, заради тоа што ако вие тоа го манифестирате, односно ако го замислите у вашата глава, тоа дефинитивно еден ден ќе се деси. Така да ја сметам дека манифестирајте, мислите и немојте на никого ништо да кажувате што е вашиот следен чекор и после кој ќе се деси вашиот следен чекор, односно вашиот успех, пукните ги сите. Да, точно, ама ден и ноќ зборите само за тоа. Дали може би имаш некој ритуал пред, например, некоја изложба, нешто што правиш, така што е посветено? Немам ништо, заради тоа што за жал или за среќа јас сум уште one man show, односно кога идем по тие мои ревие и мои путувања, углавном знам да земем само еден асистент или еден мој пријател, познаник или сестра ми кој год да ми помага и углавном тогаш у бекстејдж немам 200 асистенти кои што може нешто да заврша работа и затоа тогаш некој хаос, јас сум само посветен на тоа да ревијата, колекцијата и манекенките лича како што треба да изгледа и на крај излагам јама, кој ќе видим ја многу рефлектори, многу голем аплауз и викање за мене, позитивна поддршка од публиката, на мене тоа значи многу и ја дека сум лав у хороскоп, мене тоа ми го буста моето его и тогаш сум јас свој на свој. Златко, дали си имал никогаш страф од неуспех? Да, и јас сметам дека ја и затоа толку многу работам и затоа толку многу се трудим заради тоа што никогаш не сум сакал да бидем просечен и некако јас сметам у мојата глава дека ако нешто е просечно или ако не се десило према тоа што јас сум замислил, не е крајот и дека следно ќе биде успешно. Јас сметам дека сигурно негде у мене се крие потаинствено стравот од неуспех, па затоа и толку многу работам за да идем само еден левел понагоре и еден левел понагоре. Дали може ми кажеш нешто повеќе за твоите модни ревии, бидејќи си имал светски модни ревии како во Кина, Париз, Лондон? Може некои детали, нешто што се случува позади сцената што не е познато на јавноста, што ни мислат дека така ќе се почне ревијата, дека се е гламурозно, дека се е лесно, но позади тоа е една турбуленција. Точно, ја морам да кажем дека јас за да се појавим на Paris Fashion Week или на Кина Fashion Week, на Harbin Fashion Week или во Лондон, каде год, за тие 15-20 минута на сцена ми се спремамо минимум 3 месеци, ако не и повише, и треба луѓето да знаат дека короз тоа вие поминувате по секакви препреки за да вие дојдете до таму. Првично тоа се илјада договори, преговори и подписи за самиот настан да вие се подпишете дека здрави ќе се појавите со креации кои што до тогаш не се видени, а од друга страна после тоа мене ми е најголем проблем пакувањето и јас сум циркус кога јас се пакувам заради тоа што вие за да летате, за да се склопите толку многу креации, толку многу украсни креации. При тоа ја на пример не презентирам мушкиот дел кој што ти можеш да ги здиплиш у еден мал куфер, не презентирам купачи, не презентирам памучни фустони, него тоа се фустони кои што има многу 3D елементи, фустони кои што се многу везени, па они мора да бидат у хартија спаковани како не би се оштетиле. За некои фустони се потребни и корпе, кошеви, некакви конструкции кои што треба да ги земем со мене како би халината изгледала добро и знам дека кога јас се пакувам, тоа е хаос и како се вика секој пат се пакувам, мислам дека ќе ме собере у 2 или 3 куфери, а секогаш се тоа 5, а секогаш се плаќа претовар и тоа е тоа, а интересно е што ја например кога ќе се спакувам за накај ревијата, односно за натаму, ја после не знам да се спакувам за назад исто идентично и не знам кај ми лежи проблемот, ама шта е туја. Дали имаш можеби некојаш изгубено некој куфер по пат? Немам, тоа за жал, извини за среќа, не ми се десило и не би сакал да ми се деси заради тоа што ја како дизајнер увек летам ден или два пред самата ревија, ако тоа ми се деси би останал без пола колекција сигурно, ама сакам да кажем дека тоа не ми се десило и не сум имал такво искуство, а од друга страна ќе се надоврзем на твоето прашање околу ревијата. Знам дека еднаш на ревија се чекаше, мислам дека тоа беше у Грузија мојата ревија, се чекаше добри 10 или 20 секунди да се најде музиката која што треба да почне за мене, а ја не сакав да почне ревијата без мојата музика, значи тоа си беше поврзано со истото и знам дека имаше некои 20 секунда молк на сцена, можеби луѓето кои што сега ќе си кажат дека тоа е многу малку, ама за програма како Fashion Week 20 секунди да остане пистата без музика и без летвино е тивко. Јелена Карлеуша, Ава Макс, Драгана Мирковиќ, Катерина Груик.
Која е следна? Ја, како што кажав, не можам да ти кажем кој е следен, но морам да кажем дека на моја голема чест и задоволство многу од нив мене ме бара и многу од нив сум у контакт, или знаат да ми дада некој комплимент и слично, а од друга страна пак јас сум уште посреќен што сум ја у контакт со светските стилисти кои што ги облакаа холивудските звезде и они будно прата на стори или кај мене на пост што ја имам направено, што имам постирано и слично, заради тоа што светските стилистите вас може да ме однесам далеку у светот, да дојдете вие до некаква јавна личност или звезда у Холивуд и Америка. И морам да кажем дека нивниот контакт мене ми е многу подраг, заради тоа што ради таквите стилисти јас сум стигнал до Талија, сум стигнал до отварање на њујоршката елка, осветлување на елката на срамниот плоштад и моите костими биле носени на многу доделување на награди исто со Талија, така да јас со неја имам супер соработка, исто соработката со Викторија Сваровски, односно собственичката на брендот Сваровски у светот и ќерката на династијата Сваровски. Од друга страна, соработката со Карлеуша ми донела многу на Балканот, заради тоа што Јелена Карлеуша е нашата балканска и светска модна икона и нега сите будно ја прата што носи, без разлика дали некој ја сака или не ја сака, секој знае она како изгледа. И мене ми е многу драго што ми смо кликнале на прва, заради тоа што и она е лав у хороскоп и јас сум лав у хороскоп. Од друга страна, она нема никакви модификации околу моето дизајнирање за неа, туку на неа е најбитно да биде тоа фул украсено, фул драматично и како се вика многу голо и мене тоа многу ми се свиѓа заради тоа што мојата имагинација, мојата креативност немаат крај со неа, заради тоа што некако се потрефуваме со исти карактер, односно да биде тоа вау, да биде специјално и да луѓето ги шокира. Златко, дали кога ќе си легнеш навечер да спиеш и ќе ги затвориш очите, си искрено среќен и можеш да кажеш сум успеал, дали си горд на самиот себе? Јас сум многу горд на себе, ама не кога испием, туку кога се гледам у огледало, посебно кога се гледам гол у огледало, јас се гледам како ултра успешна личност, гол само со круна на глава. Од друга страна морам да кажем дека ја кој ќе го видим Златко Јовановски у огледало, а не JZJ, оној со круна на глава и оно што иде по ревие, морам да кажем дека ја не се срамим самиот од себе, заради тоа што знам дека детето у мене, кој ја го памтим, успеало у оно што он тој го замислил и детето у мене јас сум го направил среќен од сега кај што сум стигнал, а се надевам дека у иднина ќе има многу повеќе успеси заради тоа што јас сум го замислил нема лимити, е на едно многу високо ниво, да бидеме здрави што е најбитно и како се вика само вика небото е граница. Исто така завршивте на Vogue. Точно. И тоа може примети, може не, ја кога сум пред камере со светла и слично, ја од камере немам трема ниту од интервјуа. Мене ми се десело и на сред Виена да ме застана за интервју да давам за како се вика за моден блог на една девојка, ја исто немав трема, без разлика дали е тоа на англиски или на македонски, но мене кој ми дојдоа после Кина Fashion Week, после Harbin Fashion Week, продукцијата од Vogue за да давам ја интервју, јас сум имал многу трема и јас сум се препотил заради тоа што мене тоа не ми беше очекувано. Ја додека траеше Harbin Fashion Week во Кина, ја бев 2 пута излезем у Vogue и има ја Vogue само комплименти за мене. Знам дека ја се препотив, бев црвен, отвор течеше пот, значи тоа бев циркус. А трета работа која сум се појавил ја у Vogue, што ми било многу драго, што Талија кога ги носеше моите креации на Њу Јорк за осветлување на елката на плоштадот Рочфилд, тогаш Vogue напиша една статија за неа и низините костими, но носеше многу костими од различни дизајнери и на крај последната реченица стои: најмногу впечаток ни остави креацијата на дизајнерот Златко JZJ Јовановски, кој што Талија го затвори шоуто. Така да они можеле да напишат тамо за било која креација, тамо она носела фустани и креации од различни светски дизајнери, но Vogue ме одбра токму само мене да го истакне мојот костим како најспецијален и најуникатен, а ја тамо не сум бил присутен, ја тамо никому не сум дал мито, ја тамо никому не сум се јавил да пиша за мене, него едноставно мојот успех и мојата работа донела прилика да ја излезам у Vogue и они да напиша комплименти за мене и ја памтим дека тој кој го видов и се расплакав сам дома заради тоа што за мене таквите комплименти значаа многу, ама вистина многу. Може ли сега да ни го откриеш твојот
Тајн код на успехот, некоја тајна, некој тајн клуч. Тајната е у тоа да вие работате многу, но првично мора да верувате многу у себе и многу е битно да вие верувате у тоа што го правите у вашиот продукт, заради тоа што јас сметам дека постоje можеби од мене и покреативни, можеби постоje од мене и поуспешни, многу може подобро постојам подобри дизајнери или подобри креатори, ја у тоа не се мешам, но јас сум најсовршениот и најидеален креатор, дизајнер у склоп на све тоа како ја изгледам и тоа ја што го презентирам. Од друга страна морам да кажем дека вие може да сте, можеби ќе сте и подобри од мене, но ако немате самодоверба тоа така да го презентирате и така да веруете у вашиот продукт, нема да успеете толку. Затоа сметам дека самодовербата е клучот на секој успех, без разлика вие дали работите јавна или нејавна професија. Така. А Златко, имаш изјавувано многу пати дека кога идеш да набавуваш материјали, сакаш да се ценкаш. Точно. Зошто е тоа така? Заради тоа што јас сум од една занаетчиска фамилија, односно од фамилија која што цел живот имала некаков си дуќан и моите луѓе, мојата фамилија која дела по роба, јас сум идел со нив, сум научил што е ценкање, што е пазарлук и слично. Од друга страна треба луѓето да знаат дека јас сум од Тетово и по нагласот кога се гледа дека јас зборим тетовски, така да ние што сме од Тетово јајцата на кантар ги меримо, не ни се даваа лесно паре, така да сметам дека ние кои се ценкамо многу, тоа е дел од бизнисот и јас со тоа немам апсолутно никаков проблем и од друга страна вие ќе видите низ народот дека секогаш некој сака да купи нешто што е на акција и нешто што е поевтино, а ја не чекам да биде тоа на акција, него едноставно се ценкам. Сам си ја правиш акција. Точно, и ја морам да кажем дека не е битно колку се ценкаш и не е срамота, срамота е да не платиш и срамота е да дужиш, а не е срамота да се ценкаш. Дали се има случајно некој да не ти плати за некој Да, за жал се има десено и сметам дека тоа ќе го препишем на мојата младост и на мојата не храброст да ја се побуним, од друга страна тоа ќе го препишем на моето неискуство, заради тоа што кој си млад и незрел за своите години може ќе те излажа, ама знаеш како ја верувам дека они ако кај мене дужат 300 евра, дека они сигурно на друга страна ќе им остане долг, односно они ќе треба да платат 3000 евра. Така да ја у тоа верувам у таква карма, така да ја верувам дека они више тие пари ќе имаат дадено на друго место и тоа многу поиќе. Да, дали може да се успее или да се почне бизнис со малку материјални средства? Да, јасно почнал со многу малку материјални средства, зависи кој бизнис, вие денеска да сакате да увезете нешто од Кина, сигурно ќе ви треба многу материјални средства, да имате не знам каква голема продавница или слично, но ако се работа за нешто креативно и ако се работа за нешто што сте вие стварател на истото, сметам дека сите ние сме почнале со малку и нашите ни овозможеле сигурно толку колку што можеле, колку што сметале дека тоа е правилно и после е најбитно за вие првите неколку години од бизнисот кога ќе заработувате да вие не го трошите на ваши приватни цели, да не го трошите на ваши приватни ангажмани, туку да го вложите повторно се у бизнисот како би бизнисот и брендот, ете ќе зборим за мене за брендот, порасне и да биде поуспешен и поголем и поголем. Да. Златко, имаш изјавено исто така за да се посветиш на твојот бренд и на твоето ателје, го имаш запоставено образованието и немаш завршено факултет, дали може би се каеш? Не, никако. Јас сметам дека ја не сум доктор за да треба да знам каде е нешто, како се вика, нешто треба да научим, него јас сум креативец. Од друга страна не сум ниту адвокат, ниту нотар за да морам да завршим факултет, јас сум дизајнер. Од друга страна јас сум учел 4 години средно уметничко школо, одсек моден дизајнер. Ја таму сум научил многу за боја, многу сум научил за материјали, за склоп на историјата на мода и слично. И сметам дека сите тие мене работи ми донеле познавање општо за модата, за стварање на една колекција и слично, а после тоа сум се посветил само на работа, заради тоа што сепак кој ќе вие имате искуство, искуството си го прави своето и вие мора да бидете да се соочите со реален проблем или со реален клиент, за да вие знаете како да го решите проблемот. Се до тогаш може само да биде напишано у книга, ама ништо посебно од тоа. Златко, кој е твоето мислење за брзите модни трендови? Дали си поддржувач на тоа или сепак? Ја не сум поддржувач на тоа заради тоа што ја како личност не се водим по трендови, ако некој тренд дојде и ми некако ми се свија, ја ќе го пратим и ќе си купим нешто од тоа парче и слично,
а ако не ми се свиѓа, нема да го пратим друго, ама мислим дека брзите трендови се направени у светот за модната индустрија да може многу да произведува и да може многу да продава, како би имале они супер бизнис. Кога би биле нашите трендови како порано до, например, не знам, 1990-та, кога би биле нештија широки рамења и мал струк, модата ако се менјава многу по-кратко, тогаш бизнисите ќе мора да произведува помалку мода и тогаш бизнисите не може да станат милионери, како што се денеска, како разни модни брендови кои што ги гледаме по моловите. Па затоа денеска е таа мастер продукција, односно многу да се произведува, за да многу се купува и за да многу често се менјаваа модните трендови. Тоа е, мислам дека повеќе од бизнис аспект, а не од моден аспект. А што мислиш за полиестерот како материјал? Јас сметам дека денеска е направено, денеска многу ствари се направени од полиестер. Ја мислим дека вашите пижаме, вашата постелина дома и вашиот долен веш треба да биде од 100% памук или од некој природен материјал, но полиестерот како полиестер мене не мислите ако некој го носи на другите парчиња облека, заради тоа што па ја го користим у мојата работа, заради тоа што мене тој полиестер, таа пластика ми помага да седат тие многу крути делови, тие тридимензионални ствари кои што ги правиме на моите фустани, на моите креации и слично, така да не можам да кажем ништо негативно за тоа, заради тоа што ја како дизајнер истиот го користим, како би се постигнал тој вау ефект на креацијата. Вие со памук или со лен или со свила не можете да постигнете 3D рукави до овде, не можете да постигнете широк фустан кој што е раскошен и слично. Што според тебе моментално е ин, а што аут во модата? Јас сметам дека денеска е ин, за жал сите се нешто облечени old money, сите се нешто облечени беж, бело, светло или фул црно и мене ми е најмногу криво што моментално е ин да се луѓето фул тетовирани и јас сметам дека тој тренд моментално кај да ја треба да прекине заради тоа што луѓето што се тетовираа премногу на 18, 19 или 25 години, ја мислим дека не е тоа добро за нивната иднина заради тоа што они може на 45 нема да бидат среќни со таа нивна тетовирана рука, со таа нивна тетовирана нога или тетовиран грб и слично и сметам дека тетоважата останува последица на долгорочно. Не е тоа парче облека што ти можеш денеска да го облечеш, утре да више да не го носиш, може ќе се сетиш, може не. Пред некој 7-8 години беше ултра тренд да девојчињата носа доградба на коса онакви како со клипсови до доле, па таа беше лошо стаена и денеска тоа исчезна. И више например не е тоа така. Па затоа сметам дека и овој тренд, ама они можеле да извадат таа коса, а денеска кога вие имате тетоважен, многу тешко сигурно може да се извада. Не знам, ја не сум нигде тетовирана, ама тоа е нешто што сметам дека еден човек пред да го направи, треба добро да размисли. Златко, имаш една фамозна изјава кажано дека сакаш во Тетово да се направи споменик со твоето тело, со златни генитали. Кажи ми од каде таа луда идеја? Јас сметам дека јас сум примерот у Тетово, дека ако си без разлика ти од кај си, дека ти може да успееш. Сега, ја моето тетово многу си го сакам, јас сметам дека моето тетово во Македонија е македонското Монте Карло. Значи моето тетово ги има најхубавите коле, моето тетово ги има најбогатите становници, моето тетово функционира најдобро. Ја моето тетово не го давам за апсолутно ништо. Значи како моето тетово нема. Сега, од друга страна, ја сметам дека моето тетово е супер, но би било идеално ако у средината на плоштадот има една огромна фонтана и тамо да има моја, како се вика, скулптура, која што ќе биде ја од бел мермер, со златна круна и со златни генитали, што ти би се рекол, заради тоа што сметам дека секој што ќе ги погали моите генитали ќе има 3 години или 30 години среќа. Значи тоа за стрија ќе треба да се погали. Нормално. И многу е битно да водата, фонтаната има континуирано вода и ја со скулптурата да мочам. Мислам дека тоа би било супер и ете, например, ја ако се пензионирам у Монако, секој што ќе фрли паричка у таа фонтана, 80% да иде за мене профитот. Таму пензијата ќе точно, а 20% за Тетово, сега да не биде градот оштетен. Кажи ми, Златко, која е твојата крајна, финална цел во твојата кариера? Дали тоа може би што имаш изјавено дека сакаш да направиш модна ревија од Сити Мол до Соборен храм или имаш сепак некоја друга финална?
желба. Тоа не е мојата финална, но ја мене ми многу мерак, не е сега кој ќе видим дека градот е заглавен, Скопје градот е заглавен заради некој протест или Скопје градот е заглавен заради некаква трка. Ја викам, што е трката или протестот поиќе од мене? Можем ја да го заглавим градот, да се регрутира целиот сообраќај и насред Партизанска или насред Илинденска да има моја ревија. И тоа би било спектакл за градот, а би бил спектакл и за светот или за целата држава. Така да ја моите мислења и моите желби се нескромни, моите желби се големи, јас се надевам дека еден ден тоа ќе ми се случи. Но дефинитивно тоа не е мојата крајна цел. Мојата крајна цел, ја нема да ти ја кажам за да у случај не ми се деси, но е нешто што е у светски рамке, ама најбитно од све е дека на крај е битно да ние бидеме горди на нашата работа, да бидеме горди на себе и да бидеме среќни и да ги правиме среќни сите нас, сите што се околу нас. Тоа е најбитно. А околу бизнисот, кариерата или брендот, моите цели се многу големи, а ова со Партизанска може ќе се деси за некој по мој 2, 3, 5 години. Златко, која јавна личност од Македонија според тебе има најдобар моден стил? Јас сметам дека од женските е тоа Аделина Тахири, заради тоа што сметам дека она изгледа вау и кога е приватно и кога е пословно. Од друга страна, вие кои ќе видите неа на видеозапис на сцена или на некакво шоу, она кој се појавува, она изгледа како светска дива и браво за неа. Од друга страна, континуирано вау и со супер стил личи Елена Живо со стил, заради тоа што Елена Живо со стил е баш жена со стил и она континуирано изгледа супер и она како се вика е моментално само инфлуенсер и можеби да видите на нејзиниот Инстаграм дека она изгледа континуирано одлично и комбинира парчиња кои што за некои не се комбинирани. А од друга страна, од мушкиот свет морам да кажам дека тоа е Pero Антич, заради тоа што он е една огромна звезда. Ја у 4 очи кои сум со него не можам да му признаем дека он е поголема звезда од мене, но сега на камера морам да кажем дека он е поголема звезда од мене заради тоа што има огромен шарм, има супер стил и пред све човекот е звезда, да он кој ќе се појави на едно место, он не мора да каже здраво, јас сум Pero Антич, него ти него го знаеш, за него се станува цели стадиони да му аплаудира на неговиот успех, он е првиот успешен човек у светот и кај нас, он е спортиста со светски успеси, а и на друга страна, он заради тоа што има многу кул стил и многу кул функционирање, како да кажем, он да биде у бела маечка, он е вау. Златко, неодамна на твојот Инстаграм профил објави некоја нова модна колекција, Walk Like a Royal, и презентираше папуче Чик Куманово. Имаше многу бурни реакции. Кажи ми како дојде до таа креација? Ја морам да кажам дека ја се сакав да ги презентирам моите кондури, односно тоа се 5 модела кои што се од колекцијата Walk Like a Royal и можеби знае луѓето, може не знае, ја доаѓам од една заедничка кондураџиска фамилија, мојот прадедо бил кондураџија, мојот дедо беше кондураџија и они мене ме научија на се што е добар квалитет за кондура, стабилна штикла, добар материјал, кожна постава и слично. И ја морам да кажем дека посоветуван од нив, односно у мене у глава ми беше дека може ја треба да го продолжим истото и дека у мојата колекција на фустани и на креација треба да вметнем и кондуре и затоа се тие кондури одбрани токму само тие 5 модела, тоа е мала колекција лимитирана, како би можеле да ги направиме моите клиенти среќни, односно која кај една клиентка кај мене ќе си купи фустан или креација да може да се најде на истото место и кондуре, кои што се меч, кои што ќе се заедно у супер однос и кој што супер ќе си одговара. И ја кога ги снимав сите тие мои видеа, искрено јас предпоставив дека моите видеа нема да биде и мојата презентација многу интересна за публиката и помислив дека нема да биде презентацијата многу вирална и затоа денот кога ги снимав, јас се снимив и со Чик Куманово папуче, затоа што тоа е единствено мене што ми текна на македонски продукт кондури кои што се препознатливи у цела Македонија и пошироко и кои што го нема стането моделот 100 и нешто године. Ја нив ги снимив само за да бидем ја вирален, само за да бидем интересен и само за да направим шега и смешка на македонската мода, односно кај мене на профил и луѓето под него имаше 5000 коментари, дека некој од нив си помислија дека ја стварно нив ги продавам, па ја зборев дека смо out of stock, односно дека се е продадено, други си се нарачуваја и прашаја колку тоа кошта, значи тоа беше смешка и циркус и мене ми е малку интересно или не знам дали овој народ прост, будала, ненормален или не знам што му се случува, да ја они стварно помислат дека ќе презентирам
чик команово влечке за да ја истите ги продавам. Тоа беше само еден маркетиншки мој трик, кој што сметам дека пројде супер, ама тие папуче беа објавени последни, зашто така не беше планирано, требаше да биде објавени вајда први за да луѓето бидеа повеќе у шок, не знам. Дали се уште стоиш на ставот дека деца и фамилија ти одзимаат од работниот однос? Па да, јас сметам дека ја на мои 30 години не сум спремен да имам деца, можеби еден ден би имал, можеби би немал, не знам, но ја на тоа не сум фокусиран. Од друга страна сметам дека тие деца ако вие ги имате, подобро да жива у слога, у љубов, у мир и со многу разбирање за да вие им се посветите да прераснат тие у добри личности, у супер луѓе, а не да ви ги чуваа бабе, дедовци, комшике и слично, заради тоа што вие ако сте посветени максимално на кариерата и ако сакате многу големи успеси, сметам дека едното со друго не иде, зашто и ова исто толку бара посветеност. Од друга страна ја поддржувам луѓе што сакаат да има деца, јас со децата на мојата сестра или со децата на моите пријатели си играм, се смееме и слично, но тоа кај мене трае моето трпение околу саат до саат и пол, не повише. И морам да кажем дека секој на овој свет има право на избор, дали он ќе се венча или нема да се венча, дали он ќе има деца или нема да има деца, дали он ќе живи под кирија или ќе живи у свој стан, дали ќе живи под мост или исто у стан, тоа е негово, така да ние за нашите избори сами си одговараме, ние за нашите избори сами си ги правиме и не мислим дека никој треба да се суди заради тоа. Многу ретко зборуваш за твојот емотивен статус, дали има можеби некој апдейт, некој новитет? Па јас сум посветен само на мене и само на мојата кариера, од друга страна ми сметам дека еден човек прво треба да се сака себе си за да ги сака другите, а јас сум континуирано заљубен само у себе. Само што измина светското големо случување Мет Гала, дали го проследи, дали имаш некој фаворит, што мислиш за тие креации? Ја би сакал еден ден моја креација да се најде таму и нормално ја со мојата креација на тој ред карпет, морам да кажем дека тоа е уште една унизата на нескромни мои желбе, кои што се надевам дека еден ден ќе се случа, а морам да кажем дека оваја Мет Гала за мене беше една од најдосадните, заради тоа што никој од нив не беше доволно шокантен и никој од нив не беше доволно нешто што е невидено, освен морам да ја издвоим Хајди Клум, кој што имаше стварно креација, односно некаква си гума, вид на скулптура, што готи да е тој материјал, кој што стварно шокираше јавноста и кај мене. А од друга страна морам да кажем дека креацијата на Сем Смит беше од машките најуау, со тој хедпис на глава, со тој голем пердув, со таа голема наметка, кафтан, што готи да е. Морам да кажем дека стварно тоа беше нешто воодушевувачки. Која македонска личност би сакал да носи твоја креација на Мет Гала? Па ја мислам дека дефинитивно ја ако идем на Мет Гала, ако мора да земем македонска личност, тоа би било Симона Поповска, заради тоа што ние со неа се познаваме многу долго, ние сме и другари и соработници, сме почнале како соработници, па сме станале другари и сметам дека толку многу често имамо соработуено заедно што таму заедно супер би се снашле. Златко, се имам спремено една кратка рубрика. Ајде. Се вика Шик или Кич. Во оваа рубрика, Златко, јас избирам некои модни парчиња, ти ми кажуваш дали се шик, дали се кич, твоето мислење. Прво Добро. го имаме шаблонот со црно-бели точки, како што можеш да видиш. Дали се допаѓа, дали го користиш ти во твоите караци, во твојот приватен стил? Ја мојот приватен стил и моите креации не го користим, но морам да кажам дека ова е шик и сите дами кои што ти ги имаш одбрано на оваа слика се сите многу шик, така да браво за нив. Да. Следно имаме skinny jeans. Дали мислиш дека се уште се тренд за луѓето што се уште ги носат? Дефинитивно сметам дека се тренд и сметам дека луѓето кои што сакаат да носат skinny jeans нека носат. Од друга страна ми имамо многу згодни мужи кои што треба да им се исцрта ногата и да биде нешто тесно, така да јас со тоа апсолутно немам проблем и јас сам носим skinny jeans, така да тие хейт коментари околу мажите во skinny jeans или женските во хеланки дека треба да се забрана, ја не сум за тоа. Ако луѓето се чувствуваат комотно, пријатно и ако они у тоа се свиѓа, why not? Да, следно имаме минимален стил. Ја ова не го разбирам и ова не знам зашто се вика old money, ова не е мојот стил, но од друга страна Кој што така фокусирано на по-симпл изглед? да, по-симпл изглед разбирам, ама како се вика, у овој симпл изглед морам да кажем дека сите парчиња облека мора да бидат многу квалитетни за да он изгледа добро. Но на твојата слика ова е дефинитивно шик. Да, Иако не е мој стил, ја поддржувам, иако ја тоа не би го носел. Да, следно имам избрано и old money. Аха, ете го old money.
Ова old money мене ми функционира само на луѓе кои што се вистински old money. Вие денес како стаете една ролка и капут, не значи дека сте old money, ниту пак не значи дека такви vibes даваете. Така да со ова old money јас сметам дека луѓето треба малку подруго да го дефинира, да вистински се погледа во огледало дали лича како old money или како никако money. Дали можеби тебе може да те видиме некогаш во минималистичен стил или old money? Да, но ја old money не заради тоа што ја не сум од фамилија на old money, мојот дедо не бил ниту милионер, ниту мојот прадедо, така да јас со old money немам ништо. А од друга страна се надевам дека ќе ме видите некогаш со new money, full bling bling, како да сум дошол од Дубај со камења и светке, да, нешто што е нескромно. А од друга страна морам да кажем дека луѓето мене кои ме гледаа на телевизија, на снимање и слично, на ревија, јас сум светкав, украсен и слично, но на преку ден или со моите клиенти или ако го путуем, тоа е са некои вакви нормални комбинации кои што се само многу добро уклопени. Да. За крај имам крупен накид, chunky jewelry. Преако, секој кој што ова го носи, морам да кажем дека има многу храброст, дека дефинитивно сака да биде виден и треба да биде виден и накидот е многу битен детаљ од секоја комбинација и сега ќе се надоврзем на твојот минимал. Ако вие сте минимал, но ако носите екстра накид, тоа секогаш може да биде супер комбо, односно комбинација. Тоа е тоа за оваа рубрика, а ние идеме во следната рубрика која се вика Топ 5. Во оваа рубрика издвојувам 5 дизајнери од македонската сцена, бидејќи Златко е дизајнер, па сакам да ми кажеш твое искрено мислење, дали никогаш си соработувал со нив, што мислиш за нивната работа? Готово. Само пред да кажеш ти за другите мои колеги дизајнери, ја морам да кажем дека у Македонија нема подобар, нема поуспешен и нема по-специјален од мене и мојот бренд. Така да сите коментари, комплименти што ќе ги дадеме за моите колеги са на некое мало ниво под моето. Јас сум на врвот. Продолжуваме. Добро, на прво место го имам избрано Александар Ношпал. Добро, тоа е човек со многу големо искуство, тој е човек кој што е посветен дизајнер на сценски костими, у принцип за балет и опера. Ја колку што знам сега нешто последно работа за Словенија или за Хрватска не сум сигурен, и он како многу добро го разбира балетскиот костим, сценскиот костим, кој што треба да биде и функционален и да воодушевува на самата сцена, така да мислим само комплименти. На второ место имаме Ива Спасовска. И ја немам што да кажем за нејзиниот бренд, заради тоа што сметам дека она тоа што го создава, тоа што имам видено, не е ништо специјално и не е ништо нарочито, освен некаква не мода. Не знам кој избор да го употребим, сметам дека не е доволно искусна и не е доволно квалитетна за она што го презентира. Дали можеш да ја замислиш неа во некој твој издание да носи? Дали може да моите креации се достапни секој да ги купи, кој што сака може да ги купи, така да ние сме отворени за сите и ние у нашето ателје не правиме дискриминација, нашите креации се изложени за било кој и може да секој кој што може да си дозволи моја креација да дојде да си купи. Следно ја имаме Љупка Митрова. Она е девојка со многу стил, сметам дека е она девојка која што многу шета, девојка која што експериментира со стилот и јас сметам дека на нега брендот не е примерна работа и модниот бренд кој што сега моментов го има, она е многу актуелна на социјалните мрежи и заради себе и заради брендот и морам да кажем дека она тоа што го прави у некој нејзин стил што сигурно на некој му се свиѓа. После имаме Никола Ефтимов. Добро, тоа е малку дизајнер кој што е по друга генерација од мене и морам да кажем дека тој дизајнер правил многу повеќе експерименти у минатото. Искрено јас сега не знам што он работа, каде твори, дали се уште се бави со мода, за него немам слушнато многу одамна, но јас се сеќавам дека ја кога бев дете и кога идев на Fashion Week-ови у Скопје, он тогаш правеше ревија и неговите креации били увек многу по underground и како се вика, тоа не е мој стил, тоа мене не ме воодушевува, но тоа се гледа дека има конструкција, дека има квалитет и дека е тоа саглам парче направено. За крај го имаме и Златко JZJ. Нормално, он ти е највау, он ти е најспецијален и пак ќе кажем дека неговиот бренд, односно мојот бренд е нешто наше, а светски. Ти благодарам, Златко. Тоа е од оваа рубрика. Ти благодарам уште еднаш што беше мој прв гостин. Ти благодарам за одвоеното време и ова прекрасно интервју. Се надам дека си помина забавно со мене.
Ја морам да кажем, многу ти фала на поканата, мене ми е многу драго што ти го започнеш твојот серијал на емисија со мене и се надевам дека ќе ти започне спектакуларно со многу views, коментари и слично. Од друга страна ти посакувам вирални гости и вирални емисија и морам да кажем дека ја уживав у твоето студио, со тебе и со твојата екипа позади сцена. А на вас, драги гледачи, да ви се заблагодарам уште еднаш што останавте со нас до крај. Ви благодарам што не следите на нашите социјални мрежи и се гледаме во следна емисија.